Добре дојдовте на подкастот Чекор напред со М6. На почетокот, почитувани, дозволете ми неколку зборови за овој нов проект. М6 едукативниот центар постои веќе 17 години и е создаден со мисија за позитивна трансформација на индивидуалци, компании и генерално целото општество. Пред 4 години М6 едукативен центар ја креираше и платформата Чекор напред, преку која во изминатиот период беа организирани низа настани, работилници и обуки на кои беа отворени прашања за лидерство и развој. Сега со платформата Чекор напред се прави нов Чекор напред и во епизодите на овој подкаст кои ќе следуваат ќе се обидеме да мотивираме поединци од мали и средни компании, приватни фирми, среден менеджмент да продолжат со своето усовршување и учење за професионална надградба на секое ниво. Во секоја епизода ќе гостуваат докажани професионалци, врвни имиња во својата област, кои ќе понудат реални примери, но и лични искуства, како обид да послужат како инспирација за сите оние кои сакаат да успеат во животот. Реализацијата на овој серијал подкасти е во партнерство со владата на Швајцарија преку швајцарскиот проект Образование за вработување, спроведуван од Хелветас и се разбира телевизија Телма. Во првата епизода гостува господин Светозар Јаневски, чие име е синоним за еден од најуспешните предприемачи кај нас, собственик на групацијата М6 и председател на управниот одбор на винарска визба Тиквеш. Господине Јаневски, добре дојдовте на овој подкаст. Чест ми е да ви имам како прв соговорник и се надевам дека ќе успееме во наредните минути да понудиме реално искуство, лични примери и ваши идеи и размисли за тоа како е да се биде добар лидер во Македонија. Благодарам. Ќе се обидеме. Да, првата асоциација за вашето име, како што споменав и во најавата, е успешен бизнисмен кој зад себе има два големи проекти. Прво, изградба или на некој начин воскреснување на Скопска пиварница, а сега и винарската визба Тиквеш. Има ли некој таен рецепт во што е клучот на успехот? Преаспера да аспера. Од трње до звездите во превод? Да. Така се вика и така треба. И во основа е тоа, ние денеска ќе зборуваме околу тоа што било, какво било, зошто тоа се случувало и така натака, меѓутоа во основа стои дека во целиот овој низ на настани кои се случувале во минатото, можеби за младиве генерации поминати се од промените во пивара 30 години, 90 година до сега има 35 години. Првите промени, да збориме за пивара и промените во пивара, на младиве генерации ќе ми изгледа смешно. Меѓутоа, ништо не беше смешно во 90-тите години кога се растураше Југославија, кога беснееше војна во Босна, ние развивавме пазар, ние развивавме производ, ние развивавме систем како да ја реорганизираме пивара и сето тоа одеше во тој правец. За Тиквеш не би зборувал повеќе, затоа што Тиквеш се случи во едни подруги услови и со поголеми искуства, така да сите тие промени одеа во тој правец со нормално, со визија, со идеја, со потикнување на луѓето да размислуваат и да бидат креативни. И сите тие настани што се случува и промени кои се случува и во едната и во другата, а Тиквеш не е завршена приказна, се случуваат со креативноста на луѓето кои работат таму. Добро, кога спомнавте дека патот е од трњето до звездите, има ли на тој пат кратенки или мора да се оди по вистинскиот пат? Не, нема некој пократок пат. Пократкиот пат е да ја подигнеме свеста и да се разбираме. Ние денеска ќе зборуваме за бизнисот, за економијата, за промените, меѓутоа ќе видите одјекот на сето тоа е многу мал во просторов и промените ќе дојдат кога ќе имаме многу поголем уплив на тоа, на индивидуалното размислување и креативното размислување како да дојде до промени во земјата.
Значи од ова од што го чув досега, веројатно одговорот лежи во лидерството. Нема тајни скратени патчиња, нема таен рецепт, нема клуч за успехот, веројатно лидерство, лидерски способности. Ќе ве потсетам тука на една прочуена максима на поранешната прва дама на САД, Елеонор Рузвелт, која рекла дека добриот лидер ги инспирира луѓето околу себе да имаат доверба во него, а одличниот лидер ги инспирира луѓето да имаат доверба во себе. Како вие ги инспирирате вашите соработници и како вие би го опишале одличниот лидер? Па тоа е во основа е тоа лидерството, не е тоа одличниот лидер само. Одличниот лидер ако е поединец не може ништо да направи. Мора да направи група околу себе која верува во лидерот и кои имаат заедничка визија и цел. И во Пивара, и во Тиквеш постојат такви групи и за среќа ние ги изнајдовме енергија и сила за да ги промениме работите. И тоа истото се случува и во помали единици или во поголема на ниво на државата. Ние мораме да имаме тој пристап да градиме група која размислува и да биде и аналитична, и креативна, и иновативна, за да можеме да дојдеме до промени. Иначе нема да било што да се случува. Ние не зборуваме сега за политиката, меѓутоа сме оптеретени перманентно со политиката и перманентно зборуваме сега ќе го смениме овој, па ќе дојде овој. Не станува збор за тоа кој ќе дојде и како ќе дојде. Целта е мора да се дефинира целта према која сите ќе се движиме и треба да веруваме во лидерот дека таа цел е достижна за да можеме да помогнеме сите. Кај нас уште не можеме да добиеме критична мисла во која сите ќе се обединиме за да можеме да промениме многу работи во земјата. Велите и во Скопска пиварница и сега во Тиквеш имавте среќа да имате добар тим. Се работи за среќа или се работи за избор, за процес во кој се селектираат клучните соработници? Па не знам како сакате. Мислам, ја во човекот гледам, ако е човекот е позитивен 51%, значи е дека има доволно материјал за да се обликува и да му се даде доволно или скил или едукација за да може да стане позитивен и за компанијата и да движи компанијата. Оти основната работа е мотивацијата према луѓето е да едноставно да ги покренете луѓето за да може да се сватат да имаат само доверба во сами себе и да успеваат во тоа што го работат. Пред 17 години го основавте и М6 едукативниот центар со идеја да гради лидери. Како ви оди процесот на изградба на лидери и како се градат лидери? Има тука рецепт за месење како лидери од тесто или поинаку? Пред малку спомнав, младеви ќе се смеат во тој дел што е тоа и од каде таа идеја за едукацијата и континуирана едукација. Во 90-тите години во земјата имавме само еден компјутерски систем. Тоа беше оракалот на Мак Петрол. И ние по некоја случајност или намера ние немавме тогаш компјутерски систем и се поврзавме со системот во Мак Петрол. И од тука тргаат сите тие промени. Промената во тоа дека ние сите мора да влеземе и да се образуваме на тој јазик на кој се зборува преку компјутер. Затоа е смешно за младеви сега кои ќе збориме за едно време од 35 години уназад и ние влегувавме во тој дел да се образуваме сите одозгора до доле, од мене па сите они кои се потребни да имаат компјутер за да може да се образуваме. Вториот дел беше влегувањето во нови технологии, автоматизацијата на системите бараше нови луѓе. И ние ги пропуштивме сите тие возови до 98 година. Во 98 година првпат влегувавме во тој дел дека ние влегуваме во развој и во тој развој ќе биде применета автоматизација и ќе биде потребно сите луѓе кои работат на тие машини да знаат компјутери. Ниеден од тие луѓе кои работеа во процесот на пиварство не знаеше да има завршено некое стручно занимање, не знаеше ништо за компјутер. Ние ги обучивме во 2002 година, ниеден не отпадна и со пуштањето на новите погони во пивара, сите тие и останаа до крајот, до пензионирање, останаа обучени и да работат во тој дел. И од тоа свативме дека луѓето сакаат да учат. Треба само да се поттикнат, да се мотивираат и да им се даде правец во тој дел да се едуцираат.
Во пивара имавме поголеми можности, во пивара имавме некаде околу 60 души испратено на постдипломски испити на секаде беа отиде. Прво учеа јазици, па после отидоа на до едукација. Денеска многу малку има од тие луѓе останати во пивара. Имајќи го предвид вашиот голем богат бекграунд и сите тие изминати илјадници километри во светот на бизнисот, имајќи предвид дека по струка сте технолог, што ви беше вам лично во процесот на учење најтешко? И дали и денеска, после толку време и после толку долго на чело на две компании, учите и совладувате нови вештини? Секојдневно, ако веруваш, месец и пол дена се бавам со книговодство и со мали работи од книговодството. Единствениот дел во кој не допирав финансиите ми беа познати затоа што нормално јас сум во математичкиот свет, меѓутоа книговодството е сосема друга работа. И сега влегувам и почнам да учам со директорот на финанси и акаунтинг, учиме книговодство за да ги разберам сите тие работи, за да ги внесеме во текови. Али сето тоа и моите потреби за нови знаења, денеска уште поголеми се моите потреби за знаења. Не да бидам експерт, не да бидам стручен, него едноставно предвидувањето што треба да се случи. И тоа беше изазов кога излеговме од пивара, ние да го формираме Центарот за едукација, за да можеме да понудиме не само за нас, не само за потребите на компанијата да образуваме, него да понудиме и надвор. Затоа што пристапот на континуирана едукација, lifelong education, како што викаат, е потреба насекаде. И насекаде каде што е организирано општество има не пристап од тој бизнис approach, да едноставно да заработувате пари од тоа што продавате знаење, и ако насекаде тоа мора да се плати знаењето, меѓутоа ние баравме начин да направиме критична маса од компании кои се заинтересирани за континуирана едукација. Денеска во Центарот имаме повеќе од 30 компании кои се трасти и кои работат на тоа да го подигнат М6 едукативниот центар, да стане институт, да биде хаб на знаење, затоа што спецификата континуираната едукација ни дава за право да примениме онаа што рецимо сите денеска се млади луѓе се едуцирани на англосаксонскиот модел на знаење и бизнисите и сето тоа е направено за едно развиено општество. Развиените општества и примената на науката у развиени општества е принцип на демант. Имате демант, имате формиран пазар, имате регулиран пазар и према тоа вие треба да се прилагодите како да обезбедите податоци и движење на онаа што сакате да го направите на тој континуиран пазар. Меѓутоа, кај нас не е така. Кај нас немате континуиран пазар, немате пазар, просторот на консумацијата ви е ограничен и вие морате да поттикнете како да поттикнете и како да формирате пазар за да можете да влезете во тој дел и да го едуцирате пазарот према својот производ, бидејќи новиот производ на пазарот е сосема нешто ново за граѓаните на целиот простор. Според ова на лидерите овде им е потешко отколку на лидерите надвор. Сега скоро баш околу тоа разговаравме со еден колега. Во секој случај еден лидер кој функционира овдека мора да познава и финанси, и акаунтинг, и право, и мора да има допир до институциите, бидејќи све останато на тоа на влијание, на отварање врати, а кој што знаете, просторот не е инфициран со многу работи, па морате и низ тие работи, низ тие капи да влегувате. Ако не ги знаете сите тие работи, не можете да поминете. Колку во селекцијата на вашите соработници, во изградбата на нови лидери и во создавањето на квалитетни тимови ви помогна едукативниот центар? И замислата за едукативниот центар беше тој да ние да видиме, да негуваме, да подигаме и да можеме да правиме и рекрутмент од луѓето кои доаѓаат во центарот.
Имаме доста луѓе кои поминале низ центарот, кои се вработени или во едниот систем, во претходниот, или во овој новиот систем сега. И центарот продолжува, бидејќи неговата задача е не е само да повторува знаење и да имате знаење од повторување онаа што сте го чуле на школа, да го повторите во центарот, него едноставно да ве припреми за новите предизвици. Денеска вие сте трети ден после изјавите од европските лидери, имате една нов правец на движење на економијата на Европа. Ќе ја примениме ние денеска, или утре треба да разговараме, ние разговараме со Елена околу тие работи, ние мораме да ги викнеме сите наши членки да кажеме, се случува заокрет. Европа оди на друга страна, ние до вчера имавме забрана да комуницираме со тие пазари. Сега се отвора еден друг простор и мораме да се прилагодиме. Ако е тоа така, ние час поскоро треба да се прилагодиме. Што е со Artificial Intelligence? Artificial Intelligence треба да биде што поскоро вклучен во целиот тој низ на работи кои ни се случуваат и во онаа што го пратиме во бизнисот. Ја спомнавте вештачката интелигенција, а постојано потенцирате колку е битно процесот на доживотно учење или на постојано учење и признавате дека и самиот секој ден совладувате разни вештини. Колку во таа смисла ви е блиска вам вештачката интелигенција, новите технологии, колку сте иновативен и колку сакате да ги следите новите трендови? Секојдневно. Зборуваме за една обична работа. Влегувањето во тој дел на GPRT ви дава можности да добиете онаа што рецимо едноставно сакате. Еве еден свеж пример. Пред 2 дена ми дојде во раци едно испитување на ДНК на лозови насади кратошија во Црна Гора, правеле некои испитувања, некој ми го пратил и го гледав ја тоа, знам дека кратошијата уште многу поодамна имаше школски другар, еден мој ми прати една книга од демографијата на старите славјани на Балканот, и видов дека таму, знам дека римјаните тргувале со вино од Македонија. И сега гледам дека црногорците пак глорифицираат некоја историја, наша некои списи од 14 век и така натака. И се проверував на Artificial Intelligence дали знае нешто околу тоа. И ќе проверите и ќе видите. Римјаните се дојдени некаде при крајот на 2 век пред наша ера на просториве на Балканот, на Македонија, и тргувале до пред новата ера тргувале со вино од Македонија. И влегувате и понатак. И влегувате во кратошија. Каде била присутна кратошија? И глорификацијата на друга страна. Фетишот во продажбата на производот и сортите оди во тој дел дека некој во Црна Гора повеќе се бави со тоа отколку ние што се бавиме. И сега некого ќе тегнам за уши сега, затоа што не се бават, затоа што ние тоа мораме да го користиме. Македонија во Artificial Intelligence ќе најдете дека Македонија била најразвиена во тој дел и кратошијата е пренесена како кратошија вариетет и сега е примитивок поврзан со Зинфандел. Во ДНК-та секој од тие се наоѓа негде, примитиво во Италија, Зинфандел во Калифорнија, а кратошијата е претеча на тоа. И сега не станува збор, ја никогаш не сум идолопоклоник на тоа да се расправам, да се карам обично со црногорците околу тоа вранац е наш и вранац е ваш. И викам, вранац е наш и ваш, али ми морамо ga продати. И тоа е основно. Али сега кога ги имаме овие работи, Artificial Intelligence, многу ни помага околу тоа правење фетишизам со производот, дека ние сме биле земја во која имало сорти кои ден денеска се ценете и дека имаме историски корени во тој дел и треба тоа да го искористиме во сврха на онаа што треба. И затоа ми е тоа податно, за да најдете, за да се уверите, за да можете да видите кога зборувате и кога сакате да докажувате, зборувате со факти. И
од тука морам да користам, понекогаш чекам некој да ми даде, ако не ми даваат, тоаш морам сам да земам. Вештачката интелигенција е секогаш тука да Да, ви помогне, тука не е. само за ДНК-то на кратошијата, туку и за многу други И за работи. многу други работи. Да. Да. Вчера одејќи за Софија отвора во тој дел што ни препорачуваат во тој дел за потикнување на извозот на вино. И ни го даваат примерот на Чили и на Аргентина, а истото тоа ние се расправавме и ние го користевме тој пример, меѓутоа стои дека тој дел Чиле и Аргентина го имаат направено само за да се подобри извозните перформанси и Чиле затоа се е денеска на 5-то место по извоз на вино во свет. Ке ви помогне дали размислувате, Artificial Intelligence нема да ви помогне ништо повеќе, али ќе ви помогне дали размислувате, дали сте на добар пат да размислувате исто или треба да се промените во тој дел. Кога веќе ја спомнавте вештачката интелигенција, колку вие ја користите вештачката интелигенција како алатка? Па ми помага Chat GPT да отворам и да се проверам сами од себе или да ги проверам овие моиве колеги вработени по основ на проверување на некои факти кои ни требаат историски или факти кои може да ни помогнат во развојот и градењето на визија во компанијата и во земјата. Тоти ако касниме, нема да закасниме, него едноставно ќе отпаднеме. Пристапот во бизнисот и брзината на одлучувањето во компаниите мора да биде на тоа ниво на кое што се наоѓаат и другите компании, бидејќи сме влезени во интернационалниот бизнис. Тиквеш не е веќе локална, не е регионална, него е international бизнис. За тој international бизнис ние перманентно имаме тој дел сега и разговараме околу тоа како да ги припремиме луѓето да поминат во друга сфера. Тоа е друго ниво. Ние до вчера сме биле регионален играч и некако сме се прилагодувале, али веќе е тоа поминато. Тиквеш е 70% извозна компанија, домашна компанија која има 70% извоз. И тоа се работи кои мора секој поединачно од вработените да го знае, за да може да се припреми за онаа што го чека во наредниот ден. Имајќи предвид се ова што велите, обструкциите со кои се соочуваат бизнисмените и лидерите, генерално и она доцнење, исто така кој го спомнувате, би ве прашал една генерална оценка, има ли право успешниот бизнисмен на грешки и колку грешки смее да направи без тоа да влие посериозно и да направи последици врз компанијата? Па, грешки се случуваат и тоа е нормално, се случуваат грешки од работи кои се надвор од вашите раци, па се случуваат се случува проблем, утре ако се случи проблем, промена на нешто во некоја соседна држава, тоа веднаш го менува пазарот, го изменува пазарот. Морате да се прилагодите на тоа. Има грешки, ако не сте доволно обазрив во тој дел и во аналитиката, се случуваат грешки по некоја лична иницијатива, некое видување на поединец или група која треба да се ревидира. И тоаш настануваат тие малку покомплицирани ситуации затоа што доаѓате во конфликт, па како да го одбраните од знаење, незнаење. Јас секогаш викам, се греши од незнаење. Јас сум идолопоклоник на Сократ и затоа на луѓето им треба континуирано знаење и континуирано образување, да перманентно бидат во тој дел, да бидат аналитични и да одат и да градиме компанија excellence in details. Кога ве прашав на кој начин ги избирате вашите соработници, ми рековте дека основа мора да има 51% позитива во карактерот, заради добра база за понатамошна надградба. Кои други карактеристики се пресудни кога станува збор за изградбата на еден квалитетен тим? Па, градење на квалитетен тим е, знаете, ние сме медитеранска култура. За жал во таа медитеранска култура имате медитеранска култура покриена со католичанство, а ние сме чак дури и ортодоксни. И во тој дел ги имаме двата хендикепа. Едно е тоа медитеранска култура како
обично ја викаат медитеранската култура, полека, ленте, а во другиот дел во верувањето сме многу на ниско ниво. Затоа што ортодоксите никогаш под лавоко не влегла религијата во глава и верувањето. И према тоа ние сме тие кои сме. Меѓутоа, за да можете да успеете, мора да го познавате својот народ, својот менталитет, за да знаете како да придете. Јас обично велам, држејќи го за рака малото дете, ќе го научите да се движи, да оди. Не се работи за тоа за патернализам или за некоја диктатура, него едноставно да ги подигнете луѓето полека да станат свесни, за да можат сите тие работи кои им се зададени да ги постават на право место и да ги изменат. И се денеска, ако зборуваме, ние сме денеска 22 години сме во Тиквеш. И кога ќе видите која состојба имаме, движењето што се случува во Тиквеш, е сосема друго движење на луѓе кои се од тамо, од Кавадарци, од Велес, од сите тие градови, од Гевгелија, бидејќи нашите лозови насади се од Гевгелија па до целиот низ на Македонија, и ќе видите како тие луѓе се промениле и како делуваат и што работат во целиот тој низ. Денеска работат со Бигот, Бигот ги води во climate changing, ги води во новиот пристап и предизвиците кои се пред нас во лозарство. На крајот на месецот доаѓа Ален Делоар, еден од 10 светски стручњаци во лозарство и винарство, професор на Монпелие, Институтот за Љубљана, и сето тоа е едукација. Сето тоа е подигање знаењето и разбирањето за луѓето сватат и сами ги работат и сами имаат иницијатива во тој дел. И да видите, кога ќе погледате кај сме биле, кај сме сега, ќе видите дали сме ние тие и како се бираат луѓето. Луѓето се бираат и остануваат. Некој може да го носат тој терет. Пристапот е, денеска ние имаме сукоп имаме генерации на Z, милениум генерација или нова генерација која имаме тука. Меѓутоа, во основа, сакаме да се компарираме со онаа што е постигнато и онаа што е надвор од нас. Меѓутоа, далеко сме од тоа. Ние мораме да го поминеме оној дел во кој треба јако да работиме или многу да работиме за да ги постигнеме оние цели кои сакаме да ги постигнеме и за да можеме да си дадеме многу повеќе во социјалната сфера и да бидеме и да изградиме лојалност на луѓето и мотивација по основ на давање на привилегии. И не можам да кажам дека ние сме близко до тоа. Ни треба време за тоа. И мене тешко ми паѓа и едноставно, бидејќи ги имам поминато сите тие циклуси кога државата се збори за работно време. Разбирате, збориме за работно време. Миналата влада збореше за работно време, не влегувајќи со ниеден елемент за тоа дека неделата е 17% промет во Македонија. Македонија нема друг промет освен трговијата. Ние изгубивме производство, немаме земјоделски прехранбени производи и она што малку го имаме, ние зимаме неделата како единствен дел во кој сме имале голем промет и го затвараме тоа, викаме нема да работиме во недела. А секаде во светот е одлуката на поединец или група да одреди сам за себе дали ќе работи или да не работи. Ние ги имавме тие проблеми во социјализмот и јас сум ги имал многу повеќе тие проблеми во минатото, кога доаѓале зашто работиме за празник, зашто работиме во недела, зашто работиме во сабота и така натака. Меѓутоа, сето тоа сум го поминал. И ние сме се разбрале. Ние сме компаниите се прилагодуваат према пазарот и према демандот, основно што е деманд. Бидејќи го спомнавте винарството, лозарството, сакам да направам една алузија со виното, па веројатно како што секој зрно грозје е составен дел од квалитетното вино, дали вие според вашата бизнис филозофија сметате дека секој член на тимот придонесува за развојот на компанијата или доволно е ако има успешен менаџмент и недоволно мотивирани вработени? Видите, ја одамна сум излезен од екзекутивата. Меѓутоа, останува дека
темпото на компанијата како што е поставено. Јас не диктирам темпо, ја не диктирам работно време. Темпото им е поставено од самата функција на компанијата. Компанијата работи, има или нема доволно производ, треба да работи или не треба да работи, и тоа се едноставно правци по кои се движи компанијата. Ако компанијата се движи, поединецот одлучува дали останува во тимот и му се допаѓа да работи за тимот кој победува или си оди на друга страна. Тоа е неминуелно, не можете вие некого да приморате. Има такви кои младите потешко се прилагодуваат, очекуваат повеќе привилегии од онаа што треба да го дадат. Меѓутоа, за жал, кај нас треба уште многу да се дава за да дојдеме до онаа да можеме да береме плодови и задоволство и да можеме да имаме повеќе мотивирачки фактори за да понудиме и купуваме лојалност. Спомнавте голем број предизвици, ги спомнавте и новите навики на новите генерации. Во таа смисла, факт на пазарот на сила е недостигот од квалификувани профили во речиси секоја струка. Како во таа смисла вашата групација М6 се справува со недостиг на кадри? Се соочувате ли и вие со истиот проблем? Па тоа е неминовност. Ние, ако имаме 700.000 отидени, емигрирани за 20 години, најголемиот проблем е квалитетни луѓе кои ги нема доволно во Македонија. А од друга страна имаме пат на образовани кадри, затоа што млегуваме во тој дел дека сите овие проблеми се наметнуваат на поедини сектори. Едниот е здравството, другото е едукацијата и сето тоа оди на штета на онаа што е останато. Како се снаоѓаме? Се снаоѓаме, бараме, нудиме, преговараме. До сега гледаме и се развиваме не апсолутно успешно, али ќе мораме и на други начини да бараме. Бараме некои дефицитарни професии, како што е енолози, агрономи, и ако имаме доволно, бараме и од други простори. Значи увезуваме и работна сила? Да. Господин Јаневски, според вас, што е клучна мотивација за секој еден човек од дел од екипата, во поголемите компании успешни, да го даде својот максимум на работното место? Како се обидувате ли да ги мотивирате вработените да ја чувствуваат компанијата како своја? Па, сега, после 22 години, најголемиот дел од онаа што се случува е идентификацијата на луѓето со компанијата или со производот. Кога ќе дојдете во тој дел, тоа го имавме во пивара. Едноставно, луѓето се горди што работат за еден таков производ и за една таква компанија. Сега тоа го имате исто во Тиквеш. Луѓето се свесни што е Тиквеш, што прави Тиквеш. Од Тиквеш на овие простори е на некој начин се уште на некако, да, реално се цени, има респект према компанијата, меѓутоа надвор го гледаат со други очи. Надвор, сега скоро бевме во Загреб, имаше многу луѓе од сферата на бизнисот, на политиката, имаше отворени представи дека на Македонија и на Тиквеш треба се даде посебна медаља за тоа што го промениле имиджот на винарството во регионот. Ако сте вие предводник и го кршите мрачот, нормално е да очекувате отпори од сите средини и тие денеска и денеска ги имаме ние во просторот и тоа е нормално. Оти на крајот ќе бидете признаени секаде, на крај ќе бидете признаени од своите. Во таа смисла, сметате дека платата, бонусите, другите привилегии не се клучен мотив на вработените во големите компании? Не се Успехот на тимот. Еден од елементите и тоа на 6-7 место во тој дел на лојалноста према компанијата е платата, али во другиот дел е други мотивирачки фактори се. Тоа е успехот на компанијата и идентификацијата на луѓето каде работат. Сигурно ги има, јас не сум ги гледал, скоро ги правеа оваквото испитувањето на истражувањето за задоволството на вработените, али обично е
Знам дека не е во тој дел, ние бегаме од тоа да не бидат мотивирани по плата, бегаме од тој дел да имаме такви притисоци, ова што е работно време и така натака. Вие самите рековте, за среќа вработените знаат кога се потребни на компанијата и никогаш не било приговарање во тиквеш околу тоа работно време, него едноставно тие месеци по дена сите работат и после тоа нормално им се надокнадува. Како им се надокнадува? Дали финансиски или со слободни денови, тоа е избор на раководителот и на компанијата, на луѓето кои ја водат таа компанија или тој дел. Колку во таа смисла рековте се соочувате со разни карактери, различни профили на луѓе, кога станува збор за голема компанија, се битни едукациите, тренинзите, обуките и колку тоа го применувате во Тиквеш? Па ние гледаме да едукативниот центар ни помогне што повеќе луѓе бидат присутни во едукативниот центар. Затоа што центарот мора да и работи на тоа, континуираното образование оди во тоа да обезбеди флексибилност кај луѓето да може да се прилагодат во секоја ситуација. Имате моменти во 90-тите години ние сме имале една прилагодливост. Распаѓање на Југославија, излегување од пазарот на Југославија и сме морале да најдеме начин како да обстанеме тогаш. И тоа било тој пристап да сите го разбереме. Сега имаме прилагодливост во тој дел што ќе биде следното, што е тоа следно што не чека. Прилагодливост е во тоа 2 години имаме проблематични берби, немаме доволно вино. Што ќе биде, немаме доволно вино, лозарите напуштаат лозови насади, како да се одбраниме од сето тоа, како да влеземе во тој дел за да можеме да продолжиме. Утре ако немаме доволно грозје, ќе немаме уште помалку, ќе имаме вино. Али сите луѓе кои се внатре во системот и ги знаат сите тие работи и они преку едукацијата, не само едукацијата, во едукацијата продолжуваме сите овие луѓе кои доаѓаат. Бигот е присутен како гест спикер во едукативниот центар. Ален Делуар е присутен како гост спикер и во иновациите кои ги правиме. Денеска зборе со Клемент прави група, Клемент Лисија код Институтот на Љубљана прави пристап за подигање и за се онаа што прават како испитување во лозарство и винарство да го промовираат пред сите вработени. И тоа е еден конгломерат на размена на идеи, на активности и сите луѓе имаат подеднаква важност и они се битни за обстанување на компанијата. Спомнате дека како еден од предизвиците за успешно водење бизнис е медитеранскиот дух, она темпо научено полека и дел од верата. Генерално во Македонија важиме за трудолюбив народ, но ако се погледнат некои истражувања, анализи и статистики, многу сме непродуктивни. Дали тоа се објаснува во делот на медитеранскиот дух или пак има и нешто повеќе, има можеби непочитување, непознавање на организацијска структура, недисциплина? Зошто сме вредни, а непродуктивни? Па во основа стои да во менеджерскиот кадар кој треба да го води тој дел и го води тој дел, во Тиквеш го немаме тоа, уште од почеток. Ние во 2003 година кога дојдовме, многу работи сами луѓето почнаа да ги менуваат, познавајќи ја дисциплината и се онаа што се случувало у пивара да не дојдат во конфликт со нас. Така да ако рецимо во пивара сме правеле некоја пресија да контролираме Тајлоров метод човек на човек, во Тиквеш не беше баш така и работите се променија и денеска кога ќе отидете во Кавадраци ќе видите имате не апсолутно среденост, али полека компанијата си го добива тој дух. А она што на сите нас ни фали е пристапот на непотизам и протекционизам кој екзистира кај нас. Ние сите
живеејќи во една мала земја и во мала средина, секогаш гледаме низ прсти. Не сакаме да влегуваме во конфликт, не сакаме да се поставиме и да трошиме енергија во тој дел, дека некој ако погрешил, мора да биде и опоменат или казнет. Тоа си е нормална работа. Ние сакаме да поминеме без да се расплинуваме во тоа, да трошиме енергија на промена на работите. И тука е нашиот дел на онаа што велиме јаловост и пропуштање на работи кои не бегаат. Во ова што работиме во континуирано образование, основната работа кога зборуваме со луѓето од Трасти и со Елена збориме, основното е поставувањето на сите оние работи кои ние ги немаме како карактеристика, треба да ги поставиме. А тоа е дисциплината, посветеноста, лојалноста, етиката, тоа се персонални врлини кои полека се губат тука. Ние некојаш сме ги имале во идеолошки смисол, сме ги имале и ни биле натурани во претходниот систем. Али постоеле. Сега ги немате ни во системот да постојат тие и дури имате и лоши примери како денеска друштвото се формира. Разговарајќи со младите луѓе, они зборуваат за негативности кои ги следат, негативности на корупција, на кражба, дека нема осудуваност, дека едноставно гледаат дека влијанието на онаа што се случува во земјата правиме нефер општество, така и ни се формира младината. И сега, ако имате такви луѓе кои ви доаѓаат во организацијата, морате да направите пристап, или лидерот, или менеджерот мора да направи пристап за да го исправи, за да се вклопи во средината. Неодамна М6 едукативниот центар организираше конференција и тренинзи на тема Среќен тим, успешен бизнис, моќта на здравата работна средина, на која и самиот присуствував. Од друга страна, една предприемачка мудрост вели: ако вие како работодавач се грижите за вашите работници, тие ќе се грижат за вашите клиенти. Во таа смисла, какво е вашето видување, колку македонските работници се задоволни на своите работни места и што треба компаниите да направат за да го зголемат задоволството на работниците од нивната работна средина? Па во основа континуираното образование многу ќе им помогне во тој дел. Ние не можеме да импровизираме и мораме да работиме на тој дел, да направиме конкурентни производи, најдобри производи, да поставиме продуктивност, најдобра продуктивност, за да можеме да извлечеме од тој дел и да го подобриме тој социјалниот мир, мотивацијата, ако се работи за парите. Меѓутоа не е само мотивацијата и парите, него мотивацијата има и други работи кои даваат за право да вработените се мотивираат и на друг начин. Во пивара додека бевме имавме многу начини како да ги мотивираме луѓето. Тоа беше платени школувања, дошколувања, учење јазици, испраќање на семинари, на форуми, пишување, да се биде присутен. Сега почнуваме и во Тиквеш тоа да го правиме и сега сме на почеток. А и во сите компании кои се околу нас, така мора да се води во тој дел, да се води и да се оди по таа патека. Се уште ние немаме стратегија каде се движиме во економијата. Во економијата имаме еден пристап, ја често го повторувам, тоа дека Македонија не може да контролира енергетика и храна. Ако немате храна и енергетика и земјоделие, тогаш не можете да ја контролирате на економијата. Ова се напорите, маржи и така даје, тоа не може да ја контролира економијата, затоа што грото од храната ни доаѓа од увоз. Во едно истражување се вели дека пресудно за чувството на задоволство на работното место кај вработените е чувството на почит, да почувствува секој вработен дека е почитуван од работодавачот. Не е толку пресудна висината на платата, колку да му се искаже едно благодарам. Колку сте вие свесни како голем работодавач за овој факт? Па, јас ви реков, најбитната работа за еден вработен е прво почита, дали ја има и дали е ценет на работното место, и втората работа е
дали предизвикува завис кај другите со постоењето негово во некоја компанија која е подигната над она што е просечно. Така да тиквеш кој излегува на сцена и кој не е просечен, него е излезен од контурите, вработените се едноставно горди за тоа што работат во тиквеш. Ако направиме една споредба или паралела со спортот, може да кажеме дека талентот на поединецот може да биде пресуден за победа во еден надпревар, меѓутоа за да се освои шампионатот треба да игра целиот тим. Тоа е една и од максимите на славниот кошаркар Мајкл Џордан. Како вие успевате да балансирате меѓу посебните таленти на некои индивидуалци и колективот и тимот? Поединците кои влечат, они влечат цели групи. И ако дојдете, ако погледаме во поедини сегменти, ќе ги најдете. И ги има. И они се присутни, они се гласни, они даваат темпо и они си бараат екипа која околу нив. И затоа пред малку спомнавме околу тоа продуктивноста. Кај нас има, сега ми е земен телефонот да ви покажам, продуктивноста и ефикасноста ја мерат доаѓа на телефон. Затоа што имаат апликација, што направиле, колку продале, колку е тоа производство на електрична енергија, колку продале електрична енергија, колку купиле. Сите тие работи ги водат и го направиле луѓе од самата организација, од самиот тиквеш. Така да, тоа е тоа што формирањето на тимови, јас не да не влијам, јас сум вакво, луѓето се движат вајда зборат во сенката моја, али во основа тоа се нови луѓе кои формираат своји тимови и знаат како да ги формираат и како да се движат по тој да. И ако земете сега тиквеш и ESG компанија, не мислите дека јас некого влечев за рака или потикнував и така да. Сето тоа им беше спремно за да може да го направат за да бидат ESG компанија. Вие да пристапите кон тоа да за година дена станете ESG компанија, тоа значи дека вие сте биле спремни и само требало некој да ги обедини сите тие работи за да може да се стане. Што е во ESG? Ние сме органик, ние имаме renewable energy, за 3 години треба да бидеме чисти, да немаме фосилни горива, ние во социјалната сфера, во финансиите и во се она што го правиме, полека се движиме за да добиеме примат. Сега сме со сребрен сертификат, а рачунаме дека за 1-3 години треба да бидеме со златен сертификат од ESG. Мото на славниот скопјанец и еден од најпродаваните автори и успешен бизнисмен Исак Адижес, кој беше ваш гостин на М6 едукативниот центар во Скопје, е најдобар начин да ја предвидите иднината е самиот да ја креирате. Кое е вашето лично омилено мото? Имате ли нешто во вашиот кабинет како кредо кое го погледнувате секој ден за да се потсетите што треба да правите? Не, има во главата. Кое ви е омилено мото? Пераспера дастра. Тоа ми го кажавте на почетокот. Да. Што друго ве мотивира да се разбудите секое утро и да зграбите одново со енергија и елан да направите нешто продуктивно секој ден? Знам дека сите овие луѓе и ние како луѓе и граѓани во Македонија заслужуваме многу подобро. За да може да биде подобро, мораме да бидеме позитивни и да грабаме и да даваме енергија, за да можеме да ги промениме работите. Иначе да чекаме некој да не ги промени, тоа нема да се случи. И затоа за нас, можеби кој генерација, следната генерација после нас може ќе биде подобро, али за нас е останато тоа. In hoc signo vinces. Со овој знак се победува, тиквеш. Кога искуството со кое сега располагате би го имале на почетоците на вашата кариера, што овој Јаневски денес би го посоветувал оној Јаневски од почетоците на кариерата? Некоја мудрост или некоја научена лекција од грешките кои се направени? Ништо, јас од почеток почнав да работам така како што почнав да работам, дури во тиквеш работев на сосема еден друг начин. Во пивара поминувавме од системот на самоуправување и внесување на работниците да можат да бидат
дисциплинирани да почнат да работат, да се бават со она што е ефективна работа. Имавме контрола, ви реков од почеток Тейлоров метод човек на човек доаѓа во 5 сат на работа. И ден денеска сум истиот и ништо не сум се променил, дури и сега малце покасно се враќам, тогаш се враќав до кај 6-7 сат, сега се враќам покасно. Работите повеќе, значи? Па сега тоа зависи од мене самиот, од задачите јас сам си ги дам, си отварам простори, така се она што е сам си ги стварам проблемите, додека имате проблеми, сте потребни да ги решавате тие проблеми. Утре велат ќе престанете да ги решавате кога ќе легнете во гроб. Велите имате мото во главата, немате испишано на кабинетот. Многу тренери за личен развој велат дека целите треба да се запишуваат. Дали вие вашите цели ги запишувате на хартија или исто ги имате во главата? Па целите ме потсеќаат. Ние денеска треба да денеска утре треба да усвоиме бизнис план, уште не ни бизнис планот усвоен. Целите во однос на другите работи, кај треба да бидеме и како треба да се развиваме. Ние сме сега маркет лидер во Србија, маркет лидер во Босна, треба утре да станеме маркет лидер во Хрватска. Сите тие цели и ги имам во главата и тие секојдневно се повторуваат. Што е целта, развојот во Македонија треба да се базира на производство на храна и на туризам. Чекаме да се одлепи нешто, да се променат некои работите, за да можеме да направиме нешто во туризмот во окрет. Целите, она што имаме други зацртани цели, тука се и видливи. Секој ден со отварање на очите имате лепеза од проблеми кои стојат пред вас и се движите во решавање на сите тие проблеми. Господине Јаневски, ви благодарам многу што ги споделивте во оваа пригода вашите совети, не само од вашето лично патување, туку и вашата визија за иднината на бизнисот во Македонија. Фала ви на вас. Почитувани гледачи, почитувани луѓе кои не следите, ви се заблагодарувам и вам за вниманието. Се надевам дека со денешната дискусија со господинот Јаневски успеавме да ве мотивираме и да ви инспирираме да размислувате за важноста на лидерството, работната дисциплина и долгорочната визија како многу клучни сегменти во развојот на успешен бизнис и компании, и да ве мотивираме како личности и поединци да имате јасна визија и поставена цел. А за да успеете во бизнисот неопходна е постојаната едукација. Во таа смисла ваш партнер може да биде М6 едукативниот центар. До следното видување, чекор напред.